Што ќе славиме, која независност, колку проблеми имаме уште до славење ние, како може да славиме кога не чини ова, не чини она. Годинава, во отсуство на некои поголеми скандали и проблеми, се почесто може да се забележат вакви коментари и текстови на луѓе кои без некоја причина им смета прославата на 35 годишнината од независноста на Македонија. Веројатно поттикнати од црната кампања на СДСМ, која почна од критиките за спотот, па се до тоа кои пејачи биле застапени на концертите, се обидуваа да го минимизираат историскиот повод – добивањето на независна и суверена држава после векови и векови борба. Дел од аналитичарите во ваквите коментари во црната опозицијска кампања препознаваат обид да го кренат нивниот низок рейтинг и неосновано да ја обвинат власта. Не би требало критиката да се почива на идејата дека, како што тврди СДСМ, дека само една партија, нели СДСМ била државотворна и дека само таа има тапија на независност. Тоа не е ни историја, така, тоа не е во согласност со историските факти и не зборуваме тука за некоја далечна историја, туку за настани врку јас увиет од мојата генерација бевме современици, моите колеги, така што точно знаеме што се случуваше. Македонија има проблеми: корупција, несредени улици, незавршени патишта, немодернизирани институции. За цели 35 години во државата имало проблеми, падови и грешки. Не само Македонија, ниту една држава во светот не е совршена. Но прославата за независноста не е тоа што Македонија се уште не го направила, туку е славење на историски момент. Ако не славиме и не се радуваме, тоа е знак дека ние не сме зрели како нација, а не како држава. Може да се критикува изборот на изведувачите, организацијата, било што, но таа критика сепак не сме да го помати чувството на луѓето дека во овој период ние ги славиме вредностите на она што е создадено пред 35 години, она што е изгласано на референдумот, вредностите на нашата држава, на кои имаме право да бидеме горди. Ако не го правиме тоа, изразуваме непочит, изразуваме себе омаловажување и тоа не е добро за една нација. Тоа значи дека не сме зрели како нација, не како држава. По повод 35 години суверена држава, за прв пат беше направено јубилејно видео во кое нема партиски ознаки и пропаганден материјал. Во него се величат спортски, културни, настани личности кои придонеле за успехот на Македонија. Сепак, СДСМ му најде маана и си го припиша успехот за самостојноста и суверенитетот на државата. За нив, само тие воделе државотворни политики. Гладко заборавија на приватизацијата, територијалната поделба, Преспанскиот договор и добрососедскиот договор со Бугарија. Нивни политики и државни одлуки од кои граѓаните се уште ги чувствуваат негативните последици.